Во историографијата се смета дека до 30-тите години на 19-тиот век меѓу балканските народи, вклучително и меѓу македонскиот народ, Цариградската грчка патриаршија немала програмирана елинизаторска, црковно-просветна и политичко-пропагандна дејност. Цариградската екуменска црква, како продолжувач на грчко-византиската традиција во областа на духовно-просветниот, културниот, дури и во сферата на политичкиот живот, работела на елинизација на словенските народи на Балканскиот полуостров, вклучително тука и на македонскиот народ. На овој простор на Балканскиот полуостров владее Турската империја и целиот Балкански полуостров, сите народи на Балканот се под власта на османлиите. Тоа значи дека не постојат никакви други држави освен османлиската власт. Освен таа политичка власт што била концентрирана во султанот во Цариград, духовната и црковна власт била концентрирана во Цариградскиот патриарх. Во Османлиската империја доминантна религија бил исламот. Владеачка класа биле муслиманите, а македонското христијанско население најчесто османлиското владење го перцепирало како робство. Па од тука тоа во православната црква гледало како еден вид свој заштитник. Што се однесува пак до македонскиот христијанин како индивидуа, тој во лицето на локалниот свештеник најчесто гледал светеца, во неговите зборови ги слушал зборовите на Бога. Па од тука можеме и да претпоставиме какво било влијанието на тој свештеник врз обичниот македонски православец. Треба да имаме предвид дека во тој период религиозното чувство на православното население во Македонија било мощно длабоко. Тогаш Цариградската патриаршија си задала за задача да го елинизира целиот Балкански полуостров и народите кои живеат на Балканот да ги придобие кон грцизмот, кон елинизирањето. Грчкиот јазик, а преку него и грчкото влијание во Македонија во крајот на 18-тиот, во текот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, се инфилтрирал во неколку насоки и тоа: духовната сфера, преку црквите, манастирите, црковно-училишните општини, затоа што тие биле подредени на грчкиот висок и среден патриаршиски клир. Во просветата, преку училиштата, трговијата, што ја вршеле грчките грцизирани трговци. Во последниот случај дури станува збор за погрчените македонски чорбаџиски и занаечиски елементи или оние што се наоѓале под грчко влијание. Во случајов, напоредно со инфилтрирањето на грчкиот јазик, се пространувало и грчкото културно влијание. Програмирана или непрограмирана дејноста на екуменската патриаршија во Македонија го имала за резултат потиснувањето на македонскиот јазик, писменост, култура и задушувањето на македонското преродбенско движење кога тоа ќе се појави на историска сцена. Целото православно население под јурисдикција на грчката Цариградска патриаршија, а подоцна по 1850 година, еден дел и на Атинската архиепископија, османлиските власти го регистрирале како грчки народ, Рум Милет. Народноста во Османлиската империја се определувала според црковната припадност. Така, оние што биле припадници на бугарската екзархија, по автоматизам според Милет системот припаѓале кон бугарскиот Милет и биле сметани за бугари само поради тоа што се приврзаници на бугарската екзархија. Од друга страна, оние што биле приврзаници на Цариградската патриаршија биле дел од Рум Милетот и биле сметани аналогно за грци. Па од тука балканските православни држави, особено по 1878 година, разбрале колкаво може да биде значењето на црквата за да ги остварат своите територијални претензии. Во таа смисла, поаѓајќи од османското шеријатско право и Милет системот, според кој
верата се поистоветувала со народноста, така што оние народи кои немале официјална призната црква не можеле да се именуваат како посебен народ. Затоа, во тоа време македонскиот народ најчесто е рангиран како грчки народ, Рум Милет или Урум Милет. По неканонското укинување на Охридската архиепископија во 1767 година, патриаршијата ги пополнила македонските епархии со грчки или елинизирани грчки владици. Бидејќи не го познавале македонскиот јазик, грчките владици, доаѓајќи на чело на одделни македонски епархии, доведувале со себе по еден од членовите на својата црковна хиерархија, кој божем по нешто разбирал македонски со цел да можат да општат со народот. Грчките владици, грчките архиерейски наместници или пак кога владиците биле одсутни од македонските епархии, во нивно име управувале икономите кои што ги донесле грчките владици, тие се грижеле во Македонија да ги собират црковните даноци, пред се владичнината, данокот за владиката, потоа да издават документи за свршувачки вули, да издаваат одобренија за случување на бракови, да издаваат за документи за постување на некој свещеник во некоја парохија. Сето тоа одело преку икономот. Икономот, како помошник на владиката, за таа своја дејност си напитјал 5 до 10% од приходите што ги собирал од македонското население. Сега, кога ќе се земе во предвид овие средства, плюс тоа, кога владиците грчки доаѓајќи во Македонија, се откупувале за дебели пари, за големи пари по пат на Пешкес или Симонија од турските власти, тие се труделе што повеќе да заграбат пари за да си го откупат своето место, своето достоинство што платиле парите, плюс икономите да соберат пари, така да нивната дејност во Македонија била исцрпувачка. Тие многу штетно делувале врз македонското население затоа што финансиски го експлоатирале. Па дори знаеме дека тие не се бирало начин дали тие се писмени или неписмени. Само оној владик како што ги донесел повеќе пари, како што ги платил на патриаршијата, тој го добивал тоа владичко место во Македонија. Во таа смисла, игуменот на Марковиот манастир кај Скопје се жалел против скопскиот митрополит Антим во 1799 година, кој заслепен од лакомост за собирање на пари, ја запоставил делумно и својата архиерейска должност. По конституирањето на грчката држава во 30-тите години на 19 век, Цариградската патриаршија со седиште во Фанар и подоцна основаната Атинска архиепископија во 1850 година со седиште во Атина, се ставиле во служба на асимилаторските и денационализаторските стремежи на зајакнатата грчка буржоазија за реализирање на големата грчка мегали идеја, тоест систематско елинизирање на словенските народи на Балканот, меѓу кои и македонскиот народ. Кога Грчката православна црква се формирала, таа веднаш ги насочила своите апетити кон Македонија. И заедно со грчката влада, со грчката власт, дејствувала во Македонија, поставувајќи своји епископи и елинизирајќи го македонскиот народ, исто како што претходно го правила Цариградската патриаршија, но сега помоќно и одблизу. Некаде у 40-тите години на минатиот век, тие како да добиле некаква наредба од Фанар, седишето на Цариградската патриаршија од Константинопол, да почнат да го истиснуваат словенската богослужба и словенскиот јазик, македонскиот јазик до Македонија. Така, например, во Велес, владиката патриаршиски, почнал да ги собира книгите на македонски јазик и словенски, исто да се случувало во Тресквечкиот манастир Света Богородица, потоа во манастирот Пречиста Кичевска во Кичевско, исто да се случувало во Лесновскиот манастир, па и во Марковиот манастир во Скопје. За таа цел, познатиот македонски народовшински учител Джинот ќе констатира дека над 500 товари
книги се заробиле од манастирите од Македонија, само Лестовскиот, 20 од Марковиот манастир од Скопје, 20 товари книги од Трскавечкиот манастир, и тие се запалиле или се оттуѓиле со цел да се избриши македонштината, да се во македонската богослужба и училиштата да комуницираат, да се доносат само грчки книги. Значи, настапувањето на грчката просветно-пропагандна политика во Македонија било пропратено со уништување на се што било македонско-словенско. Во таа смисла, во една преписка со кукушките општински првенци, познатиот македонски преродбеник и едно време народно-општински учител во Кукуш Димитрија Миладинов, им пишува дека од грчките владици биле уништени голем број словенски ракописи во манастирите и црквите во Преспа, Железна река, Мариово, Охридска Дебарца и Дебар. Ваквата појава била карактеристична за територијата на цела Македонија. Од ваква природа се следните слични примери. До 1841 година во Велес, богослужбата по црквите и манастирите се изведувала на црковно-словенски и македонски јазик. По таа година, а по настојување на Вселенскиот патриарх, велешкиот грчки владика Игнатий започнал да ги уништува словенските ракописи и книги и да бара при воведувањето во храмовите да се чита Евангелието и другите црковни книги на грчки јазик. Од црквата Света Богородица во Трескавец кај Прилеп, битолскиот грчки митрополит Герасим запалил огромен број на словенски и македонски книги, дури и пергаменти. По заповед на дебарскиот грчки владика Милети во 1848 година биле уништени мноштво словенско-македонски книги и ракописи во црквата Света Богородица Пречиста кај Кичево. Колку била моćна елинизацијата од Цариградската патриаршија и колку злосторство направила во Македонија, говори и овој податок. Например, во 1944 година, кога се формира првата национална народна македонска библиотека, фондот на книги е 150 примероци. А доколку 30 години пред Балканските војни имало можност да се зачуваат сите ракописи што биле во Македонија со старословенско писмо и богатство, тогаш би имале 1.500.000 ракописи. По 30-тите години на 19-тиот век, младото македонско еснавско занаетчиско и трговско граѓанство се зафатило со изградба на македонски училишта и храмови за адекватно задоволување на наставата и веронауката на домашен, народен, разбирлив јазик. Меѓутоа, против оваа дејност се спротивставиле грчките митрополити и епископи кои ја убедувале османската власт дека словенската богослужба по црквите и манастирите и изведувањето на наставата на македонски јазик во новосоздадените македонски училишта ги зближува словенските народи, адекватно и македонците, на Балканскиот полуостров со Русија. Секако, дека тоа е една од антиелинистичките дејности на Цариградската екуменска црква и подоцна Атинската архиепископија во Македонија. На таков луциден начин, грчките владици го спречувале развитокот на македонското образование, процесот на изградбата на македонските училишта и храмови и негувањето на црковно-просветните потреби на македонскиот народ. Со сето тоа, грчкиот блок на цркви се обидувал да ги уништи уште во корен црковно-просветните побуди и потреби на македонскиот народ и во прво време успешно да спроведува елинизација во Македонија и воопшто на народите на Балканот што се наоѓале под нејзина јурисдикција.
Ваквата грчка политика ќе има одреден успех се до средината на 19-тиот век, кога на историска сцена ќе се појави развиената македонска трговско-занаетчиска граѓанска класа и подемот на македонската буржуазска класа, како што впрочем биле семејствата на робевци во Охрид, односно Битола, дрндаровци во Велес и така натаму. Економското зајакнување на македонското еснавско, занаетчиско и трговско граѓанство и интелигенцијата, така наречените нови чорбаджии, постепено ќе пројават стремеж да го истиснат од употреба грчкиот јазик од црквите и од училиштата, потоа да се спротивстават против злоупотребите и корупциите на грчкиот клир, па во таа смисла побарале нивно заменување на местни владици и најпосле се ангажирале да се еманципираат од Цариградската патриаршија и да ја возобноват својата некогашна Свети Климентова Охридска архиепископија како македонска национална црква. Добар пример за тоа е, например, школувањето и почетокот на неговата мисла на Григор Праличев. Тој студира во Атина медицина, но како даровит поет тој пишува и поезија и добива дури првата награда во Атина со неговата поема о Арматолос, Сердарот. И подоцна тој веќе елинизиран за себе самиот во автобиографијата вели дека јас на грчки пеам како Славеј, а на словенски како Буф. За подоцна да се освести, односно да му помогне во тоа освестување на националниот елемент, дух и важност, неговиот учител Димитар Миладинов и истиот Григор Праличев да постане творец на идејата за панславизам, за една особено значајна идеја која ќе биде како отпор на елинизмот. Во моментите кога македонскиот народ повел борба за еманципација од елинизмот и грчката црковна доминација, таква слична борба се водела и во соседна Бугарија. Бугарските цели кон Македонија, особено по создавањето на Бугарското кнежевство во 1878, биле исти. Сите бугарски влади без исклучок се стремеле кон некое идно освојување на Македонија и припојување кон Бугарија, со тоа што разликите постоеле само во методите преку кои што би се остварила таа крајна цел. Можно е луцидно бугарската буржуазија, бугарската поразвиена граѓанска класа и буржуазија на Балканскиот полуостров и изопшто овде, борбите на македонскиот народ и борбите на бугарскиот народ за создавање на автокефална црква се слејала за создавање на бугарска национална црква, екзархијата, создадена на 28 февруари 1870 година. Со создавањето на бугарската екзархија, само една епархија од Македонија влегла во состава на бугарската екзархија, тоа е Велешката епархија. Развиената бугарска буржуазија жилаво се борела во ферманот за основање на своја самостојна црква, особено во членот 10 да се вметне дека ако 1/3 од македонските верници посакаат да влезат во новооснованата црква по пат на истилјами, тоест пребројување, еден вид плебисцит, да можат да влезат во составот на екзархијата. Пред формирањето на бугарската држава, автономното кнежество во 1878 година, претходно во 1870 година била формирана бугарската екзархија. Освен на териториите кои влегле во рамките, подосна во рамките на кнежеството, бугарската екзархија добила право да има свој митрополити, значи своји епархии и, например, на територијата на Македонија и некои други области, денешна југоисточна Србија и така натаму. Биле одржувани така наречени референдуми во кои доколку 2/3 од населението се изјаснело, машкото население се изјаснело дека сака да припадне на бугарската екзархија, во тој случај портата, османлиската власт дозволувала во тој град, значи во таа епархија, да дојде и екзархиски митрополит кој што подоцна е воспоставувал таа црковна хиерархија во одредената епархија. Македонската граѓанска класа, откако не успеала да ја возобнови својата Свети Климент Охридска архиепископија како македонска православна црква, а не сакала понатаму да остане под юрисдикцијата на образнатата грчка
патриаршија која што нели во кој што се негол грчкиот што го него познавала грчкиот јазик и грчката богослужба. Тогаш поголем број од македонското население ја прифатиле бугарската црква како своја црква, како словенска црква. Иако голем број од македонското население побарале таа да биде Охридската архиепископија, седишето на таа бугарска екзархија да биде или градот Солун или градот Охрид. Но бугарската буржуазија се изборила седишето на таа црква да биде во Цариград, затоа што најмногу преку Цариград можела да делува таа црква бугарска да биде врз епархиите во Бугарија, но и врз епархиите во Македонија. Така, по пат на пребројување, во Скопската епархија, откако најголем дел од македонското население се определило за екзархијата, бил испратен митрополитот Доротеј, а за Охридската епархија Натанаил Кучевишки. Меѓутоа, за време на руско-турската војна во 1877-78 година, спомнативе екзархиски владици во Македонија, особено Натанаил, биле компромитирани во очите на турските власти затоа што биле прогласени за началници на македонското востание од 1878-1879 година. Тоа особено се однесувало за Охридскиот екзархиски митрополит Натанаил Кучевишки, кој бил од македонско потекло. Како такви, тие биле протерани од Македонија. Ова ќе доведе до 1890 година екзархијата да не располага со ниеден свој владика во Македонија. Во таква ситуација, целокупната црковно-просветна власт во македонскиот црковно-просветен простор се наоѓал во рацете и во компетенција на македонските црковно-училишни општини. Новосоздадената положба по протерувањето на екзархиското компромитирано свештенство и духовенство, првенствено тоа се однесува на екзархиските владици, ја натерало бугарската буржуазија да ги менува своите натамошни средства и методи на својата политика во Македонија. Така, нејзините разнишани позиции по руско-турската војна, како и делумниот успех на грчката и српската пропаганда на македонска територија, предизвикало страв кај бугарската буржуазија и интелигенција, а имено дека Македонија ќе биде изгубена за бугарската пропаганда. Поради тоа, Бугарија презела редица радикални мерки, нашироко ги ангажирала своите средства и трасирала една подруга политика со цел повторно да ги поврати поранешните позиции на своето успешно делување во Македонија. Така, бугарското кнежевство, преку екзархијата како свој експонент и орудие, се обидела дефинитивно да ги потчине македонските црковно-училишни општини под своја целосна финансиска контрола и да ја монополизира црковно-просветната дејност во Македонија. Крајот на 19. век во Македонија бугарската екзархија успела да основа 7 епархиски катедри во Македонија. Освен тоа успела да основа многу училишта во Македонија, и основни, и класни, и гимназиски. Една од најзначајните екзархиска институција во Македонија е гимназијата Свети Кирил Методи во Солун, основана најпрво како трокласна, а подоцна како четвркласна гимназија, каде што најмногу се школува македонската интелигенција, каде што и врвот на македонската револуционарна организација во главно таму се школувала. Па таму да создаде и македонска женска гимназија, па таму да создаде и трговско училиште, и потоа таа мрежа да се шири на секаде низ Македонија, да се создаде и бројни македонски екзархиски училишта во Македонија, каде што наставата се изведувала на бугарски јазик. Секој ден се учело бугарски јазик во тие училишта. Тој јазик во наставната програма се викал мајчин јазик. Меѓутоа бугарската буржуазија се лутела зашто македонските ученици кои што секој ден учеле бугарски јазик не знаеле да зборуваат бугарски јазик, или пак на одморите или додека биле во ваканци или надвор од училиштето се зборувале на својот македонски дијалект. Тоа бил еден процес кој што бугарската буржуазија не успела да го елиминира. Организираната големобугарска пропаганда во Македонија била координирана во заедничко делување меѓу бугарската влада и екзархијата. За таа цел, во 1881 година, министерот за внатрешни работи на Бугарија, доктор Волковиќ, поднел правилник како во иднина да се ползуваат државните средства за екзархиските црковно-просветни институции во Европска Турција, особено во Македонија. Овој правилник го преработил натурализираниот бугарин од Охрид Наум Спространов,
кој бил испратен до бугарскиот кнез Александар Батенберг за што покорисно да се трасира бугарската политика во Македонија. Бугарската екзархија, односно незиното влијание кај македонското православно екзархиско население, била еден мощно погоден инструмент кој што бугарската држава мощно умешно го користела за да ја оствари таа планирана цел. Уште во 1883 година во месец јануари бугарскиот министер за просвета Константин Стоилов во својата програма што ја доставил до кнезот Александар Батенберг укажал дека секој македонец треба да биде вдакновен со мислата дека во Бугарија се грижат за него и дека кај секој македонец, тоест како што тој го нарекува секој бугарин, треба да се инсталира бугарски патриотизам. За да се оствари тоа, треба да се работи рамо до рамо или рака под рака со бугарската екзархија. За остварувањето на овие цели треба да ги исползуваме овие средства. Прво, просветата, училиштата во најширок размер. Второ, една добро организирана организација која ќе не држи во тек на сите работи во Македонија, која треба да е во состојба во еден момент незабавно и успешно да ја пушти во дејство по цела Македонија и така натаму. За да ја реализира таквата своја експанзионистичка дејност во Македонија, бугарската влада одделила во 1882 година 100.000 лева, за да подоцна таа сума се зголеми на 5.500.000 лева во 1895-96 учебна година. Создадената македонска училишна интелигенција всушност била и најексплозивна материја, најнезадоволниот елемент од политика која спроведувала екзархијата на духовен и просветен кадар. По ослободувањето од османлиите, српските државни власти успеале црквата во Србија да ја ослободат од влијанието на фанариотските грчки владици. По второто српско востание, кнезот Милош Обреновиќ успеал да се избори за создавање на српска автономна црква во јануари 1831 година. А по Берлинскиот конгрес, кога Србија била призната за независна држава, србите се стекнале со автокефална српска православна патриаршија во 1879 година на територијата на кнежеството Србија. По добивањето на независноста и самостојноста, државна и црковна, српското политичко влијание се позасилено се ширело на балканските простори, па и во тогашната османска провинција Македонија. Српската православна црква делувала само на територијата на кнежеството, подоцна кралството Србија. Таа немала можност со своја институционално да делува на територијата на Османлиската империја, како што тоа го правеле Цариградската патриаршија или пак Бугарската екзархија. Српската влада во 80-тите години на 19 век побарала најпрвено Цариградската патриаршија, а потоа и од портата, да се дозволи во определени области на Стара Србија и Македонија, како што тогаш официјално биле нарекувани областите кои што биле се уште под власт на Османлиската империја, како Скопје, Призрен, Велес, Дебар, Битола и така натаму, да бидат поставени за архиереи, значи за митрополити, односно епископи, луѓе од српска националност. Со друг еден предлог се барало возобновување на Охридската архиепископија во границите пред 1219 година, во која би влегле сите епархии околу кои тогаш спореле србите и бугарите. Втората измама од српските архиереи и Српската православна црква е дека тие сакаат да ја возобноват Охридската архиепископија во периодот пред укинувањето на Печката и Охридската архиепископија, кога прво била укината Печката патриаршија и епархиите од Печката патриаршија подпаднале под Охридската архиепископија. И таа архиепископија тие сакаат да ја возобноват, но повторно сокривајќи го оној важен елемент дека тие имаат намера да биде тоа српска православна црква, и тоа е прв историски податок кога србите отворено или потајно лукаво сакаат да ја представат Охридската архиепископија како српска архиепископија.
Се сметало таквата Охридска архиепископија да се моделира како српска црква, затоа што Печката патриаршија произлегла од Охридската црква, а по првото нејзино укинување, со доаѓањето на османлиите на Балканот, сите нејзини епархии потпаднале под јурисдикцијата на Охридската архиепископија. Освен тоа, се предлагало возобновување на Печката патриаршија во границите на екзархијата. Таа нова српско-бугарска црква всушност би се простирала и во Македонија. Од сите овие бројни комбинации и барања пред портата, српската дипломатија најистрајна останала да добие црковна власт во Призрен и Скопје. Дури во 1896 карактеристично во Скопје, на сам ден Великден, се случува еден инцидент во црквата Свети Спас, горе во чаршијата, кога малата патриаршиска прогречки ориентирана заедница не дозволила во црквата да се служи и на црковно-словенски јазик. Тој инцидент всушност бил можеби еден патоказ како понатаму треба да делува српската пропаганда преку конзулатот во Скопје и преку владата. Дури тие самиот митрополит Михајло испратил писмо до цариградскиот патриарх Антим VII со барање во Скопје да биде поставен митрополит од српска националност. Патриархот Антим се согласил во почетокот на тоа, гледајќи што се случува во епархијата, меѓутоа набрзо тој починал. На негово место новиот патриарх, неговиот наследник Константин, спроведува една сосема друга политика. Меѓутоа сепак дипломатските маневри, влијанијата и така натаму допринеле по смртта на митрополитот Методий во ноември, значи неколку месеци по Великден 1800 после инцидентот на Великден 1896 година, по неговата смрт српската држава, српската влада успеала во Цариград да издействува не како митрополит, туку како администратор на Скопската митрополија да биде поставен архимандритот Фирмилијан. По хиротонијата на 27 јуни во 1902 година до смртта на 7 декември 1903 година, Фирмилијан се грижал за српските, но и за грчките интереси во епархијата. Со тоа, во Скопската епархија се изродило црковно двовластие, односно дури и тровластие: екзархиско-бугарско, патриаршиско-српско и патриаршиско-грчко. Затоа што екзархијата загосподарила со скопските катедрални цркви Света Богородица и Свети Димитри, Фирмилијан служел во помалата црква Свети Спас, за да по изградбата на храмот Света Мина во 1902 година служел и во него. По смртта на Фирмилијан, Цариградската патриаршија го поставила за привремен управител на Скопската епархија архимандритот Сава, за да потоа го хиротонисала митрополитот Севастијан Дебелјаковиќ од 1904 до 1905 година. Меѓутоа, иако млад по години, тој бил доста болежлив. Се уште не успел да седне на Скопската катедра, а веќе починал. Така да, веќе се поставило и прашање за избор на трет поред митрополит од српска националност во Скопје, и тоа веќе во 1905 година бил тогашниот архимандрит Викентије Крџич. Тој потекнувал од просторот на Србија, од местото Ушче, близу Краљево. Долг период од својата младост ја поминал во манастирите во Србија, завршил за тоа време, за крајот на 19 век, престижно теолошко образование. Дури бил монах и во манастирот Хилендар на Света Гора, и од таа позиција е избран за скопски митрополит. Карактеристично за периодот на митрополитот Викентије е дека во негово време еден дел од селата во Скопската епархија, особено во Полог и во Кумановско, преминувале заради, тоа бил еден од поактивните митрополити, би можеле да кажеме, заради таа активност, заради моменталната политичка ситуација и така натаму, преминувале од јурисдикција на бугарската екзархија во јурисдикција на Цариградската патриаршија, односно во случајот во јурисдикција на митрополитот Викентије Крџич, ако така можеме да кажеме. Тој бил избран за епископ главинички, со што српската пропаганда сакала со тој чин да му придаде значење на празното канонско право на Охридскиот трон, зашто, како што е познато,
Во средните векови, епископијата Главиница била под дијацезата на Охридската архиепископија. Со таквото хиротонисување, тука всушност станувало збор за српските претензии кон епархиите на некогашната Охридска архиепископија. Тоа била една енергична фигура, роден во Плевља во 1880 година, релативно млад, на своји 30 години станал велешкодебарски епископ, односно архиереј на Цариградската патриаршија на просторот на Централна и Западна Македонија. Тој во оној краток период до Балканските војни ги посетувал повеќе села, го ширил влијанието онаму каде што сметал дека би можело српското влијание да има успех, како што било Велешко, просторот околу Богомила, на север околу Прилепските села, значи во северниот дел на Пелагонија и така натаму, се до Балканските војни, кога тој станува администратор на сите епархии дека по протирувањето на екзархиските митрополити. Со почетокот на Првата светска војна, во 1914 година, особено со влегувањето на Бугарија во војната во 1915 година, настапуваат други состојби и црковни делби и владења со епархиите во Македонија, што не влегуваат во делокругот на интересот на предметот што го третираме во случајов. По основањето на екзархијата, таа во Македонија испратила своји епископи и митрополит. Од друга страна, патриаршијата не ги повлекла своите владици од епархиите кои влегле под јурисдикцијата на екзархијата. Така во Македонија се создало верско двовластие, кое го разделило народот на екзархисти и патриаршисти. Кога кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век во Македонија пристигнале и српски владици, во земјата се создало верско тровластие. За жал, тоа е и против сите канони на црквата, кога се починува еден ист народ на една, втора и на трета црква, бидејќи каноните предвиделе да биде еден епископ или една црква да биде на еден простор. Не може во еден град да има два епископа со две различни цркви. По 1918 година се создава една сосема нова политичка структура овдека. 1 декември 1918 година е формирано кралството на србите, хрватите и словенците. Територијата на Македонија потпаѓа под црковна власт, односно јурисдикција на Српската православна црква. Това е дури во 1922 година и озаконета со посебен патриаршиски акт, така наречен Томос. На просторот на Македонија биле испратени повеќе српски архиереи, меѓу нив ќе ги истакнеме Јосиф Цвијовиќ, кој што бил епископ во Битола, потоа митрополит во Скопје, Николај Велимировиќ, знаменитиот теолог од 20-тиот век, кој што ја обележува практично историјата на Српската црква во 20-тиот век, кој што 15 на години бил епископ архиереј на Српската црква токму на просторот на Македонија. Во овој случај да напоменеме дека оној енергичен велешкодебарски епископ Варнава во период меѓу двете светски војни, односно 1930 до 37 година е на тронот практично на српските патриарси, тој е патриарх на Српската православна црква. Освен овие три моменти кои што ги споменав, подосна затоа што во Македонија делувала Римокатоличката црква, протестантската црква, влашката пропаганда, еврејските општини били присутни тука, во Македонија ќе се создаде шаренило, црквено шаренило на повеќе општини, на повеќе влијание, на повеќе цркви. Еве, за го земе само за пример градот Битола, како велетски град на Европска Турција. Во Битола тогаш постоеле 7-8 црковно-училишни општини. Постоела патриаршиска општина, гркоманска, постоела и македонска општина, постоела екзархиска општина, постоела српско-македонска општина, постоела влашка општина, влашко-романска, постоела еврејска општина, а подосна постоела и турска општина. Тоа шаренило на верско влијание во Македонија многу негативно се делувало кај македонскиот народ, за тој се обедини и да ја возобни Свети Климент Охридска архиепископија. Ако се земе во предвид дека во Македонија во тоа време постоело население кое ја признавало католичката, односно протестантската црква, именувано како унијато католици, односно протестанти,
тогаш ќе се добие сликата на верската раздробеност и шаренило на македонскиот народ, именувани како екзархисти, тоест булгармилет, бугараши или шизматици, патриаршисти, тоест руммилет, гркомани, гркофили, фанариоти, односно србомани и србофили, унијати католици, римокатолици, односно папиштани, протестанти и други. Секако дека верското и народносното шаренило во Македонија, како и разбивачката активност од страна на верско-националните пропаганди во неа, во привлекувањето на секој македонски верник, во многу се одразило во успорувањето на националното до конституирање на македонскиот народ во нација. Поради сето тоа, отпорот против верско-националните пропаганди во Македонија, што се развива во специфични услови, зазема важно место во македонската историја.